Локалните медиуми ја бележат најголемата криза од нивното постоење. Секој се снаоѓа кој како знае. Во моментов фокусот е ставен на преживување и самите локални компании се фокусираат нивните јавни комуникации да ги спроведат преку другите канали, не користејќи локалните и регионалните медиуми, со тоа ги намалува и приходите на самите медиуми. Економската и енергетска криза длабоко ги погоди и медиумите. Димитар Мицев, председател на Здруженијето на локални и регионални медиуми, вели дека се наоѓаат во ситуација да не може да ги покријат ниту основните трошоци, а се доведува под знак прашање опстанокот на многу од нив. Се намалува фокусот на развој на медиумите и во вакви ситуации сме сведоци како голем број на медиуми гаснат, ги снемува, а со тоа и самото информирање на јавноста. Веќе сме во состојба кога сметките за електрична енергија се нешто подебели. Нормално дека имаме презедени мерки, да и ние се вклучиме во она што значи штедење на електричната енергија. Мимидиновски смета дека во ваква ситуација надлежните институции треба да преземат мерки да им помогнат на медиумите. Да сепак добијат одредени средства, да се колку толку состојбата санира економски. Инаку за сега работиме според она што значи динамика на планот, не даваме можности да овие да речеме покачување на електричната енергија влијаат врз квалитетот на програмата. А бројот на медиуми кои ставаат клучна врата е во пораст. Со самиот факт дека од 2019 година дури 14 локални и регионални телевизии се затворени, од кои 2 во 2022 година, 9 радиостаници од 2019 година, од кои исто 2 само 2022 година. Овој тренд очекувам да биде и во 2023 година. Не гледам како може економската ситуација да се подобри во нашата држава, со тоа што ние сме први на удар. Затворањето на локалните гласила според Мицев со себе ќе повлече и други последици. Затворањето на локалните гласила може да придонесе до многу работи, од кои намалување на бројот на медиумски работници, на новинари од малите средини, зголемувањето на корупцијата во локалното обкружување и ред други негативности. Ќе дојде и до зголемување на дезинформациите и лажни вести, вели тој. Од Охрид, со Гласот на Америка, Мики Трајковски.